Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Општина Кисела Вода ја одржа втората седница на локалниот совет за превенција, на која беа разгледани клучните предлог активности за програмата за работа за периодот 2026-2027 година. Средбата беше насочена кон унапредување на јавната безбедност и продлабочување на соработката меѓу релевантните институции со акцент на превентивното делување. На состанокот присуствуваа представници од Министерството за внатрешни работи, СВР Скопје, како и командирите на полициските станици од Кисела Вода и Драчево. Во дискусијата активно се вклучија и представници од повеќе министерства: правда, транспорт и врски, култура и туризам, животна средина, образование и социјална политика, како и представници од ОПСЕ, основното јавно обвинителство, Центарот за социјална работа, директори на училишта, инспекциски служби и граѓанскиот сектор. Посебен акцент беше ставен на координиран пристап во справувањето со безбедносните предизвици, како и на зајакнување на превентивните механизми на локално ниво. Во таа насока значена улога имаат и Македонскиот центар за граѓанско образование, со кој општината има воспоставено соработка преку потпишан меморандум. Градоначалничката на Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска нагласи дека безбедноста на граѓаните останува највисок приоритет и бара постојана будност и синхронизирано делување на сите чинители. Преку локалниот совет за превенција создаваме функционална платформа каде институциите делуваат координирано и навремено. Новата програма има за цел да ја зајакне довербата меѓу институциите и граѓаните, но и да овозможи поефикасно превентивно делување против сите форми на ризик и насилство, истакна градоначалничката. Со предложените активности се очекува дополнително напредување на безбедносната состојба во општината, како и создавање сигурна и стабилна средина за сите граѓани. Општина Карпош започнува со реализација на нов проект насочен кон психолошка поддршка на онколошките пациенти, со цел обезбедување бесплатна, стручна и континуирана помош за граѓаните кои се соочуваат со оваа состојба. Проектот ќе се реализира во период од 9 месеци, почнувајќи од април оваа година. Предвидува организирање на групни терапевтски средби на кои ќе може да учествуваат и жени и мажи. Учесниците ќе имаат можност да добијат безбеден простор за споделување лични искуства, емоционална поддршка, како и практични техники за справување со стрес и анксиозност. Дополнително преку заедничките средби ќе се поттикнува чувството на припадност, разбирање и меѓусебна поддршка. Од општината информираа дека проектот е дел од програмските активности во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите за 2026 година. Главната цел е подобрување на менталната благосостојба кај пациентите, намалување на анксиозноста и зајакнување на психолошката отпорност и емоционалната стабилност. Средбите ќе ги реализира стручен тим предводен од лиценцираниот психолог Тамара Стојчевска, кој ќе обезбеди професионален пристап и поддршка во текот на целиот процес. Сите заинтересирани граѓани можат да се пријават на телефонскиот број 076 439 663, информираат од општина Карпош. Премиерот Христијан Мицковски изврши увид во градежните активности на новата училишна зграда во општинското основно училиште Гоце Делчев, лоцирана во населбата Илинден. При посетата премиерот истакна дека станува збор за значаен проект кој ќе придонесе за зголемување на капацитетите на училиштето и подобрување на условите за образование на учениците. Тој упати честитки до сите вклучени институции за нивната посветеност и ангажман во реализацијата на проектот. Му честитам на градоначалникот, на Министерката за образование, на советниците и администрацијата на општина Илинден. Општината се трансформира, се гради и тоа е одлично, особено кога поддршката доаѓа од граѓаните, вели премиерот. Тој додаде дека ваквите проекти се од исклучително значење за локалниот развој и напредување на образовниот систем, нагласувајќи дека очекува реализација на уште многу слични иницијативи во наредниот период. Во рамки на посетата, премиерот Мицковски беше придружуван од Министерката за образование и наука Весна Јаневска, како и други представници на локалната самоуправа. Проектот се оценува како значаен чекор кон подобрување на образовната инфраструктура во општината и обезбедување поквалитетни услови за учениците. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски информираше дека во тек е поставување на последните слоеви асфалт на потегот од Стара рампа до семафорите кај Црвениот крст, како дел од изградбата на булеварот Македонија.
еден од најзначајните инфраструктурни проекти во главниот град. Според него, проектот кој со години бил во застој сега се реализира со засилена динамика, при што градежните активности се одвиваат и во ноќните часови. Тој посочи дека конечно е поставена јасна временска рамка и визија за современ урбан развој. Во рамки на првата фаза извршена е реконструкција и проширување на делови од булеварот Борис Трајковски, како и на улиците 11 октомври и Пролет. Улицата Пролет е проширена со дополнителна сообраќајна лента, а раскрсниците се уредени со нови сообраќајни острови за зголемена безбедност. Надлежните најавуваат дека делницата ќе биде целосно сообраќајно обележана. Во наредните фази е предвидена изградба на нов кружен тек кај објектот Нова Македонија, како и уште 2 кружни текови на путевот меѓу булеварот Кочо Рацин и улицата Јордан Мијалков. Паралелно со овие активности се поставува и нова атмосферска канализација со над 60 шахти и сливници, што ќе придонесе за подобрување на инфраструктурата и управувањето со атмосферските води. Клучен сегмент од проектот е подземната сообраќајница со 6 ленти, 4 за автомобили, 2 за јавен превоз, чија цел е значително намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Градоначалникот се заблагодари на граѓаните за трпението поради привремените сообраќајни ограничувања и нагласи дека овој проект ќе донесе долгорочни придобивки за сите учесници во сообраќајот. Главниот град се очекува да го добие долго најавуваниот проект за градски воз до 2028 година, додека првата линија ќе биде пуштена во употреба веќе од 1 септември годинава, најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Според неговите информации, првата делница која ги поврзува Зелениково, Дранчево, Кисела Вода, Новолисиче и аеродром со новата железничка станица е реализирана околу 65%. Се очекува да биде целосно завршена до јуни. По завршувањето ќе следува тест фаза, пошто линијата ќе биде ставена во функција на почетокот на новата учебна година. Николовски истакна дека проектот се реализира според предвидената динамика, нагласувајќи дека целта е да се воспостави практика на навремено завршување на капиталните инвестиции. Сакаме да ја навикнеме јавноста дека проектите се реализираат во предвидени рокови. Со сериозно планирање пред почетокот овозможуваме ефикасна реализација на терен, посочи министерот. Проектот Градски воз предвидува 3 линии. Според најавите, јавното претпријатие Железници инфраструктура веќе работи на проектирање на останатите 2 линии, при што динамиката е побрза од очекуваното. Поради тоа постои можност целиот проект да биде завршен и пред планираниот рок, односно до крајот на 2027 година. Паралелно Македонски железници транспорт работи на обезбедување дополнителни возни гарнитури со цел да одговори на зголемениот обем на патници. Со воведувањето на градскиот воз се очекува значително намалување на сообраќајниот метеж и загадувањето во главниот град. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно ќе ја